Се пополнуваат дупките, се рамни и асфалтира патот до Лешок. До манастирот ќе се стига по целосно реконструиран пат. Тоа е придобивка и за жителите, бројните туристи, но и за пациентите кои ја посетуваат специјалната болница за белодробни болести. Општина Теарце со поддршка на Агенцијата за државни патишта одвоила 100.000 евра за патот. Се работи за главниот пат во село Лешок и ние со план програма, акционен план за 2014. Од идна недела ќе почнемо конкретно и со асфалтирањето на овој пат. Бидејќи прва фаза е завршено проширување и тампонирање со песок, значи поради климатските услови не ни беше возможно да се почне конкретно со асфалтирање и денес разговаравме со изведувачот за реализација на овој пат. Од една недела сме убедени дека ќе почнеме конкретно овој пат да го асфалтираме. Сме работеле за реабилитација на локални патишта низ сите населени места и во план програма година го имамо Лешок, Слатино и Непрошне и ќе биде реализиран и на крај. Значи сите населени места, главните патишта, по 2 главни патишта ќе имат асфалтирано. Освен патот, низ селото се копаат и нови канали за отпадни води. За жителите, инвестирањето во селото значи и негово заживување. Кога има инфраструктура во едно село, тога има живот во тоа село. Штом се прави, се гради, се обновува, има значи просперитет во селото. Заживува, да речем, на некој начин. Луѓето за да останат, да не емигрираат во десно, да останат тука, кај што се родени, треба да има соодветни услови за живот, например. Патот сега беше во лоша состојба, сега е со ова реконструкцијава, ќе добиеме сасвим нов, проширен, многу убав пат и така натаму. Значи, многу убава работа. Тоа е за сите, не само за Лешок. Сите луѓе кои доваѓаат ради болницата, манастирот и за самото село е одлично. Како такво нешто, затоа што стварно требаше реконструкција. Во Лешок живеат околу 500 жители, сите македонци. Мештаните се надеваат дека сега со новиот пат, селото сместено меѓу прекрасната природа ќе биде попосетено од туристи.